Неколку месеци откако обвинителството отвори предмет за бугарското здружение Цар Борис III во Охрид и културниот центар Ванчо Михајлов во Битола, се уште нема детали за постапката. Охридското обвинителство во август оформи предмет по допрен глас, но откако информираа дека побарале документација за да испитаат дали имало пропусти во регистрирањето на здружението, веќе не даваат никакви информации. Јавниот обвинител Никола Довлев во телефонски разговор само не упати одговори да бараме во основното јавно обвинителство Скопје. Оттаму се огласија, но само дека случаите се во предистражна постапка. Кривичната пријава во врска со културниот центар во Битола Ванчо Михајлов е поднесена пред 5 месеци. Тогаш обвинителството издаде наредби за обезбедување докази од СВР Битола, Централен регистар и Министерството за правда, но ниту за овој случај нема никакви детали. Двата случаи се во предистражна постапка. Обезбедена е дел од документацијата поврзана со регистрацијата на здруженијата. Таа документација се разгледува пошто ќе биде донесена одлука за понатамошно постапување. И додека институциите молчат, а јавноста има впечаток дека кој сака може да се отвори клуб или здружение и да го крсти како што сака, расте револтот кај еврејската заедница во Македонија. Тие предупредуваат дека со ова фашизмот се враќа на мала врата. Званичните истражни органи да ја отпочнат истрагата и да донесат соодветна одлука судските органи да такво здружение се затвори со имиња на фашистички колаборатори и луѓе кои активно учествува во депортацијата на евреите од Македонија. На ваков начин, ако се постапува и ако такви имиња се даваат на разноразни културни центри, онда е тоа повампирување на фашизмот, негирање на Холокауст, а тоа би требало да биде кривично дело. Не мора да ги затворат културните здруженија, ќе им наложат да ги променат имињата. Ја не знам зошто и они сами не ги променат имињата кога гледаат дека провоцираат. Надлежните наместо да реагираат, ја префрлаат топката од институција на институција. Министерството за правда формираше советодавно тело кое ќе ја разгледува употребата на имиња на историски личности во називи на здруженија до донесувањето на новиот закон за здруженија на граѓани и фондации. Сепак министерот за правда нема одговори, ниту дали ова тело може да ги разгледува досегашните случаи ретроактивно. Вака во јавноста се дава впечаток дека никој не може или не сака да спречи отворање на клубови и здруженија со имиња на соработници на фашистите. Бугарите ситно одбројуваат досечењето на црвената лента, кое ќе се случи во петок. Слично како и во Битола, каде што на отворањето присуствуваше тогашниот премиер Кирил Петков и негови колеги. И за отворањето во Охрид се очекуваат високи политички гости од Бугарија. Отворањето на клубот во Битола предизвика бурни реакции. Јавноста беше згрозена што овој центар носи име на соработник на Хитлер. За апсурдот да биде поголем, се наоѓа во еврејско мало.